За неколку дена завршува сејбата на ориз во регионот. И годинава уште на стартот од сезоната производителите се разочарани и не очекуваат дека годинава ќе се случи чудо во делот на приносите и откупните цени. Сепак, нивите од кои живеат со години ги посеја со традиционалните семиња. Сега ги тие 7-8 декара, ама не ми се сееше, значи не ќе ми да помислам за ориз за сено. Нема цена, нема мака, во е само голема мака за земјоделците. Не останало ништо. Андреја има сејано, имаме со класкарон од таа ситната. Моментално нема џабе, што да сееш нема. Нема квалитет, нема 8 реки по декар вадеме. Тоа е нула. Моето е завршено, јас сум завршил тоа што има. Површините се мали, моите не се многу, 1 хектаре. Ја сејам со Андреја фактички. И тоа не се менјам со неја. Од неја не остапувам за тоа што мислам дека е најдобра и највише ја пазарот сака. За среќа оризарите годинава субвенции земаа на време, па ги покрие и онака големите трошоци за сеидба. За производство на ориз се огромни трошоците, бидејќи се работи во вода и во кал. Препарати што ги користиме се многу скапи. И страшно скапи и неефикасни. Мани друго што се така. И мора и по 3 пати, по 4 пати да се улава нивата, да се прска, тоа е макотрпна работа. Трудот последниве години не им се исплати, зашто оризот им го откупуваа по срамно ниска цена. Ниту оваа есен не очекуваат да биде подобро, зашто има повеќе причини. Не се ја загадени ниви, течности слаби, семиња немаме и тоа е тоа. По 10 години семе сееме и одека сакаш да никне ориз. Па не можеме што донесат тоа скапо 100 денари на кило семенски материјал. Кој има пари да купи за 1 декар треба 25 кг. 2500 денари треба да спремаш за 1 декар. Ѓубре ли, нафта ли, не останува. На крај, кога дојде ред произведеното да се продаде, незадоволството повторно е присутно. Цената е катастрофално, значи не можеме да се уклопиме никако. Тоа даденото до што треба да остане како остаток го нема. Ние искаруваме некоја си количина на арпа, меѓутоа која е цената? И дали со таа цена да искараш и 500 кила на декар и 600 кила, кога ќе ти падне цената на 12-13 динара, тоа не е и пченицата да е толку па не бива, а не оризо. Годинава наводнителната сезона започна на време. И од хидросистемот Брегалница ќе се наводнуваат околу 8700 хектари, од кои 3700 хектари се површени под ориз. За да започне сезоната на време, Водостопанство Брегалница интензивно работеше на чистење на целата каналска мрежа на истокот.